Ако одморот не е опција, ама и чептен, тогаш секогаш можеш да одиш на базен. Пукам рима, конасуво риба. Добро, то нема малце логика, ама нема врска. Одим. Немојме правиме муавет за летото, да не ги спомниме базените, брат. Нема лето без базен. Па макар и во дворот да е од оние надување што се. И тоа е една убава опција за сите што немат време или немат можност или како и да е да одат малце се шлапнат во вирус. За малце ќе ми се спуштеш. Ке речев и поевтина опција, ама како тргнала работата, како се менват времињата, базените поскапи од одморите стана. Јас те знам шо е работа. Ама не се прав кабадај за да покажи кабадајлук имал немал тој на базен ќој. Мошти нема дој. Ама прав кабадај ќе оди. Стегни вака рамената, како реков, стомако напред, рамената назад, главта напред. Ланец око мене е вака, ја. И му влеква. Промаја луфта да фаќа меѓу рад. Стомако офсайд напред да оди. Крпата на плочки ша и уживаш бе батули. Си цауриш. Можда треба да го објаснам зборот цаурење, мајке си го најдите вие по интернет. Знам дека може спремни деца. Или па денес уште пофенсие, пошто нели малце картите се направени изгор. Ке ти клати кафуле, нешто кафанче ово она околу базенот. Да си седниш ко господин, да си припотројужuje некој ден. Па ти шо представува за кабадаја ме сваѓаш. Ке влезиш внатре шо пие кафаната сокче. Ке си нарачаш едно макијато мало, ма продолжено волка чаша клаено. Ке изваеш мајцата таму, ке изваеш стомаците убај. Ке оставиш мајцата на столче и одиш среде кај децата кај шо рипат и му рипаш ласта. За да не те боли стомако и градите и све од ластата, треба пуштиш малце стомачи да си клапне вака клуп, како што треба си влезе. Технички поглавечки влекваш ако ти е стомако голем со стомако напред, отколку со глата напред. И излегваш од таму разладен и си седнуваш вака оп на столче како паша му. И одма го тепаш муаве. Одење некни Лерин муце. Значи одењето Лерин ти е мислиш Бангладеш и мој ден. Ти знаеш Лерин кај во реседи. И како Лерин?Увајна батули,увај. Значи ги си прошедаш таму по таа улицата, ќе си још по крај река, ќе си седниш. Кафе ќе си нанеш какво кафе имат море. Ова не е кафе, ова што го пиеме ни овде, ова не е кафе. Ја виш таму какво кафе имат море,увајна. По крај река да седиш да ти жубори. Замера. Пошто ние ни кафе имаме, ни река имаме, ни ама добро, ајде. Ти не знаеш таму како. И го носи то чупето кафето му давам одма бакшиш тука ме свај. Знаеш каков сум ја? Седи вор. Жената ме гледа попреку, ме туку ме гледа мори. Да се знај тука ко. Знаеме кој, ама добро продолжи. Пивнувам то кафето, море шубо. Чупе, дој си уше по едно за сите. Си знапивме кафе бе брат, ти не знаеш убајн. Велам шо кафе, ова шо кафе да си купам. Се прави дека не ме разбира на трипл се брат, море му е страх, му фуфка. Наши се сите, ама му е страх. Му е гајле неа. Дали те разбира или не те разбира некој чупе младо таму. Не си ни ти да зборале македонски таја, може знај 2 збора 3 му е гајли да те разбира, ти враќаш се замара со тебе ти кафето од кај го земале, ти не го знајте од кај го земат во кафичо кафето, та те служи. Али нема врска таков е муавето ме сваѓа. Тоа е брат базенски муавет. Ама сликата да ја видиш, тоа е не се опишва. Ова не ланец, море ланец, олкав, ја дебел клаен, некој то може празен е внатре, може не се полнити, ама битно толкав голем да изгледа. Значи битно е да изгледа големо, не е битно дали е шупливо над. Како беше она прстен, излатни лана, шта че ти баирчанат. Седи. Нареден накитен гол изваен мео. Ој од време на време рипнуваш и во вода да стои да не можеш коме сваѓа. И ги ремети луѓето намаза тука. Исто така многу често на базен може да сретниш и градските манекени. То се обично деца дарени од Господ со брз метаболизам. Значи да се дупни од јадење, тој не се здебел. Сите вени, сите мускулчиња му се знаат. И цел живот ја користи фразата море брат, немам да се здебел. Да ти дојде ама пукниш една ти не можеш да ослабиш, тој не може да се здебели. Извини на многу голема мака си брат, извини, молим те. Јас не знам како издржуваш вака слабичок со мускулчиња на тебе. И ти обично одат в теретана, ама теретаната не премногу, па зато морат да земат разни хеми да се клюкат за подпораснат малце мускулчињата и вака ти шета. И пошто хемијата малце го крема гласо, тој мора со сила вака да збора малце ме сваќа, демек да биди мангу. И ги начека некој градски кокони таму или од училиште, некој чупиње или некој што познава, што си лајка слики по инстаграми. Добрајте чупињари ми сте. Зам тој не му оди одма, то треба да ги гледа така и на година две на базен, па после евентуално да му приди. Току му оде одма мажите на времето, други времиња беа тие. Не знаете вие прашајте и татковци. И вака ќе му стои на топорен со мускулите. И вака со рацете цело време на стомачните да прави. Евек многу е ја. Не е свесен дека го стани тој со ланец оттама го ма залепи на 2 дена, неќе мојме да го најме по базено. Али добро, ајде, друга тема е таа. То се обично тинеџери. Си бркат чупиња таму, ти реков ми рече. Какараки кири со чупињата. Ќе рипат ласта, ќе се прат фраери. А ви ние некојаш бевме тинеџери, како ти кажа. Познато некако ми звучи муавет. Кисневме на базен море секој ден, бевме са вајле поруче. Додуша
случај на тренинг одевме ние, нема врска, ама и си се капевме после. И многу често се дешаваше некој прстен и златни ланац да рипни и да му испаднат работите. Па после барајте го Виктор да нурни да ги најди, пошто нуркач во длабокото цел живот ме сваѓа. Нема мрдање. Имам вадено ланчиња, прстени, оветки, белекзи, клуче од веспи, од коли клуче. Еднаш дури ми се јавија порано да одам, оти на некој клуче од БМВ-то му падна. Не можел дома, сјој многу скапа била кола. И одам батето наките нареден, молим те жити мене онде ми падна. И сега го знам струјањето на водата. Рипам кај што знам дека му е турнат и го вадам он. Еле брата, валда ти. Живото ми го спаси, ми све. Ела те почастам се. И ти си велиш ќе ме почасти, ој не треба брат, му викам се. Не велаш и ти мене ќе те почастам, едно крукче ќе те свртам. Демек частењето беше крукче едно со БМВ-то, сега го ќе ме сврти тој едно крукче, знаеш како? Абе то почастен ќе бидам, немам да ти опишам. Е тоа е. Тие се тие градски кабадаи шот на базен. Ама и такво место е базено. Место за чаталење. Значи таму одиш да се покажеш кој си, ме сваѓа. Има луѓе покажуват колку типови на рипање знат да направат. Ке ти рипни бомб, ласта, салто, однопаку салто. Па некој бистари глата ќе си акни во чиментото, ќе си ја расцеп. Се е битва. Се тркат пливање кој е побрз. За тоа што не знат правилно пливат, што има врска, битно плива. Да, ако раце ти глата вака ги фрла онам. Дема врскато. Тоа е движењето е такво мангупско. Не плива со глата внатре, пошто не знае да диши како што треба. Значи прво замавнува глата, после раката. Така се плива, вие што разбирате таму. И 90% луѓето ги гледаш таму го затнува носо, па после влегва во водот и не се навикнати ако не му е затнат нос. Од да не му дојде рефлексно тргне од водата да вдиши и да направи гулу на крај. А то лесно се учи, само што кој да се потруди вака полесно, затни го носо, рипни и никому ништо. Пливаме со една тарака и со нозе. Исто и многу луѓе мижат во вода. Тие се тие двата стравои што ги имат луѓе. А нема потреба мижи. Додуше во овие базените што се градски, со хлор, со синкамен, со 300 чуда внатре може и поарно е да замижи. Мас па не можам да мижам, сакам да гледам каодам, сакам да гледам шо има. Да ти не гледаш како вака дење матно, ама се гледа. А во суштина тие се тие работи што треба уште како дете да се научат за може понатаму во животот. Многу поубаво и многу полесно се движиш во вода. Да не зависиш од затнување носот, замишвање и од не знам шо. Исто така таму може да најдиш газди, големи луѓе, од големо богато друштво. Може да најдиш татковци со децата или па сега помодерно мајки со деца, дури сингл мајки, еве ако некој бара. Пошто пофенси му е така. Ќе опушти малото негде да растрчва таму, да рипа во плиткото се капи и си седнат тие кафиња, ги си пијат пијачиња ова она. Кај си? Со малото сум излезе. Излезена сум со децата. Мислиш деца чува? Е са до душа на различен начин ги чуват децата, мажите и жените. И то некојаш може да како тема ќе оправиме муавеца, накратко ќе кажи. Мајките може да ги видиш да растрчват по децата. Не оди там. Дариус, не оди там. Врати се ќе те скршам од мавање. Отиве вистина мајките стално го ќе почнат да кажуват дека ќе те скршат од мавање, веќе си степа. То никогаш нема сват. А татковците како гледат деца. И да ти се плюкнам во косишта да шубо си немам коси. Татковците како ги гледат децата. Седнат вате вака како паше, оптегнат на столица и тој уопште не се врти, не гледа кај се, тој ги слуша. И си прави муавете едно време од нигде никаде ќе се развика. Еј, полега, не трчај таму. И ти вика му се уболери. Тоа брат. Исто на базен си згорени додат чупињата, другарки ќе си се соберат, ќе си купат слични купачи, ќе си одат на базен, па ќе се најди некој прстен златни ланац, ќе пушти пијаче, не тоа она ме сваѓа. Нема мрдање море. Особено па ако се појави некој од Австралија Опен дојден тука на базенот во моментот. То багатела море човек. Еј, знаеш дека немам зборано на таа тема? Мислам дека следна тема ќе биде гастербајтер батуле. Нема поубаво време од сега да збораш на темата, сите се дојден. Шубо си зале. Значи едно од местата кај што можеш да ги најдиш е обавезно на базен. Особено тие повозрастните што се дојдени невеста да си најдат. Ај седи мор. Леле колку има да се збора на таа тема. Леле батиња спремајте се. Наредна епизода мора да биде гастербајтер епизода, нема друго. Што значи сега ќе го завршам тука муабето за базените, од не ми се збора поќе на таа тема. А вие останете ми со здравје, имајте одличен викенд, мачкајте фактори таму да не ве гори сонцето, пробвајте си ги по совреме купачите пред дојте на одмор да не ви се смалени од лани па да треба арантаран да барате купачи и се гледаме понеделнички со една нова тема. Поздрав, имајте одличен викенд, чао!